Печат на животот или белег на смртта е тема за која денеска, браќа и сестри, би сакал да разговараме, да размислуваме, бидејќи во последно време се повеќе актуелни се овие размислувања, овие наслови, може да ги читате на социјалните мрежи, на интернет, и луѓе ги споделуваат тие информации, што е печат Божи, што е жик или белег на смртта, или белег на зверот, кога ќе се добие, како ќе се добие. Секако ние во ова предавање нема да навлеземе толку длабоко поради времето, меѓутоа ќе дадеме основни црти или библиски текстови да видиме што тоа значи запечатување и што тоа значи добивање на белегот на зверот. Во Библијата наоѓаме две меѓусебно остри спротивни работи или два спротивна знака: Божиот печат и белегот на смрт или белегот на зверот или жиг на зверот. Печатот на надежта и жигот на безнадежта. Печат на живот или жигот на смртта. Библијата едноставно ни открива дека овие две работи не се добиват истовремено. Или ќе добиеме едното или другото. Значи, двете работи не може човек да ги добие. Ние сме при крајот на историјата на овој свет, за тоа сите сме свесни. Евангелието се проповеда и пишува во Откровението, во последната книга, ќе се проповеда на секој колено, на секој јазик, племе, народ, и секој треба да добие, да биде запечатен или да биде жигосан. Токму за тоа денеска ќе разговараме. Вистина, сега кога се појавува се повеќе и повеќе она мисла, кога се зборува за вакцината која се прави или се пронаоѓа за уништување на овој вирус, некои христијани, некои теолози, па и некои верници одат толку далеко и велат дека кој ќе ја добие ова вакцина, тој добива белег над зверот. Дали е вакцината белег над зверот, браќи и сестри? Ние малце поделу ќе го откриеме, ќе отвориме вратата и ќе видиме што значи Божи печат и што значи белег на зверот. Дали навистина тоа што луѓето зборуваат има основа, има подлога во Библијата, во Светото писмо, или пак тоа е само делумно кажано, недокажано, и луѓето кои немаат познавање вистинско на Библијата може да бидат лесно заведени. Печат на животот или белег на смртта. Дали тој печат ќе биде ставен на челото, видлив, и подолу ќе видиме дали на раката ќе се добие. Дали ќе го носиме тој печат и секој кој ќе излеземе на плоштад или во продавница ќе гледат во тебе и ќе речат: "И браво, ти си запечатен", или "Ти си жигосан за смрт, односно за вечен живот". Што е тоа Библијата што ни кажува, браќи и сестри? Зошто е потребно да ја контактираме Библијата, Светото писмо, и постојано да истражуваме, за да не бидеме заведени? Зашто пишува, мислам дека беше апостол Павле, кој вели во последно време ќе си нарачат какви учители? Учители што ќе им годи на нивните уши. Таква проповед, такво размислување, такви пораки ќе слушнат. Ајде да отвориме Библијата последна во Откровението, последната книга во Библијата, Откровение, 7 глава од 1 до 3, еве што пишува. Потоа видов 4 ангели. Јован е на островот Патмос. Тој добива видение. И во тоа видение добива прекрасни пораки. И тој ги запишал и вели: видов 4 ангели како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни на по морето, нито на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. Тој извика со висок глас кон 4 ангели на кои им беше дадена да ја растурат земјата и морето, велејки: "Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог". Овде за прв пат се спомнува печат. Ја сега не донесов печат, буквален, да го видите. Знаете како изгледа печат. Може да биде четвртасти, округли, тркалезни и така натаму. Овде Јован гледа дека ангелот оди, лета, им става печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Очигледно Библијата се користи со многу символика. Подоцна ние ќе видиме разни животни и секој животно означува некоја нација.
Значи, Библијата се служи, браке и сестри, со мноштво такви работи, за да не ја доближи вистината. И тој сега, Јован вели, видох како ангел ги запечатува Божите слуги. Бог во својата милост се уште овде вели ги задржува ветриштата. А ветриштата знаеме што се. Тоа се ветрови на војни, има војни локални, но се уште немаме. Но сепак ветровите ангел ги држи. Да нема такви бури, вели овде. За да се приготви Божиот народ, за да добие, овде пишува при крајот, печат врз челата нивни. Браќи и сестри, едно не треба да заборавиме, дека Бог е љубов. То никош не треба да го изгубиме од вид. Таа љубов ги опфаќа сите суштества, сите Божи созданија. Дали се црни, бели, жолти, дали се од ова класа или раси, така натаму. Бог, Исус Христос, умрел за сите. Бог сака сите нас, не сака сите нас и да бидеме и ние сите запечатени за спасение, односно за вечен живот. С обзир дека Бог е собственик на се оно што се случува, еве го текстот, апостол Павле ни открива како ќе се изврши тоа запечатување. Бог е оној кој не утврди со вас во Христа и не помаза. И сега ова е многу важно. Тој или Он и не запечати и ни даде залог на Духот во срцата наши. Кој го прави запечатувањето? Бог, браќи и сестри. То нема да биде видлив знак на челото или на раката, белек, како што ќе читаме малце подоцна. Но очигледно таа операција е небесна, не е човечка. Бог ќе го направи тоа, овде вели преку Духот, преку Светиот Дух, Бог ќе изврши запечатување. Еве уште еден малце појасен текст. За тие зборови, сведоци негови сме ние и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние што му се покоруваат. Значи, таа операција, запечатување, Бог ќе ја направи преку Светиот Дух. И затоа, Бог не повикува да бидеме ние следбеници Негови, да бидеме оние кои ќе го почитуват и Неговиот закон, 10 свети Божи заповеди. Бог сака, браќа и сестри, ние да го следиме. Да го следиме во смисол за да бидеме оние следбеници на патот, како што вели во Новиот Завет за првите христијани кои го следеле Исуса Христа. И затоа Божиот печат, знаете каде ќе го најдеме? Токму во 10 Божи заповеди. Тука се крие Божиот печат. И ако ние ги следиме овие 10 правила, ние ќе добиме печат Божи. Ако ги кршиме, ние добиваме спротивно на печатот, добиваме белег. Печатот е гаранција дека ќе бидеме спасени, а белегот е гаранција дека ќе бидеме изгубени. И сега од нас зависи што ние ќе добиеме, Божи печат или белег на зверот. Овде овие заповеди се непроменливи. Ајде да отвориме втора книга Мојсеева, 20 глава, и ќе ја читаме четвртата заповед. Помни го денот саботен. Обратете сега внимание што се ќе откриеме во ова четврта заповед. Текстот вели помни го или сеќавај се, за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји. А 7-миот ден е сабота Господова, на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни волот твој, ни ослето твое, ниту придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Оти за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив. А во 7-миот ден се отпочина, заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. Гледате, браќи и сестри, што овде се наоѓа во таа четврта заповед. Ова четврта заповед го содржи Божиот печат. И сите оние кои ќе ги почитуват овие правила, овие 10 едноставни реченици, всушност тие ќе добијат печат Господов. Тие ќе бидат на страната Божја и Бог ќе ги едноставно препознае. И сега, овде во 10 Божи заповеди се крие тој Божи печат. Тука го наоѓаме името, во еден обичен печат
ima 3 работи. Име, титула и подрачје. Например, печатна општина Кавадарци. Титула председател. Значи, овде во Божиот печат, во Божиот закон, ги име тие 3 работи. Името е Господ. Титулата е Создател. А подрачје небото и земјата. Гледате, ова е печатот Божи. И секој кој треба да биде спасен, Бог ќе го запечати со Светиот Дух. И какви да дојдат искушенија, какви да дојдат кризи, ти си запечатен. Ти ќе бидеш спасен. Може би Бог ќе не прибери преку смрт, ако сме физички слаби, да ги пребродиме тие искушенија кои ќе налетат на нас. Меѓутоа, ова е печатот на живиот Бог, браќа и сестри. Име, титула и Создател. Еве го текстот. Кажи, заповеди им на синовите Израилеви. 2 Мојсеева 31:13. Пазите ги саботите мои, зашто тоа е знак, тоа е печат меѓу мене и вас од колено до колено, за да знаете дека јас сум Господ кој ве осветува. Браќи и сестри, овде го наоѓаме Божиот печат во 10 свети заповеди. Се поставува прашање, каде се наоѓа белекот на зверот? Каде се наоѓа жигот на зверот? Може ќе се изненадиме, но жигот на зверот повторно се наоѓа во 10 Божи заповеди. Може ќе кажете како сега, негативно и позитивно, како може тие две работи тука да се наоѓаат. Печатот на живиот Бог се наоѓа, значи, во законот на живиот Бог. И тој се става на челата на оние кои имаат жив однос со Бога. Тој потврда дека сме добиле живот вечен, бидејќи сме обележени со знакот на живиот Бог, на вечниот Бог. А каде се наоѓа жигот зверен? Повторно, неверојатно, ќе го најдеме во 10 Божи заповеди. Како тоа? Па знаете, која заповед на сатаната најмногу му смета? 4-та заповед, така? Интересно, тој сака Божиот карактер да го жигоса во законот Господов, во декалогот, и ќе направи се преку структури на луѓе, сатаната да го омаловажи, да го обезвредни, да го погази законот Господов. Ако го погазиме законот, кого го погазуваме? Оној кој го создал тој закон. Гледате како е лукав сатаната, ќе го вметне белегот или жигот зверен повторно во 10 заповеди, да луѓето бидат збунети. Ако ние Божиот карактер го жигосаме, тогаш го жигосуваме и самиот закон. Како успел сатаната, браќа и сестри, тоа да го направи? Тој успел да ги изопачи 10 заповеди. Знаеме, 4-та е искорнал, односно заповедта за идолите и за иконите. 10-та е поделен на 2 дела. И сега кај нив ќе најдете 5 со 5. 5 заповеди на левата страна и 5 на десната страна. Бог, браќа и сестри, го чува својот авторитет, го чува своето име, токму во 10 заповеди. Тука и подрачето на неговата собственост. А зверот сака преку законот Господов да ја присвои таа титула Божја. И што вели тамо во Даниеловата книга? Ќе седне на престолот и ќе се нарече дека е Бог. Тоа го пишува во пророштвата. Интересно, тука во 10 заповеди сатаната ќе најде своје место. Каде успел сатаната да искуша Ева? Каде? Кај дрвото на што? На познавањето на доброто и на злото. Тука сатаната, кај што е најсветото место, кај што Бог рекол, тука не смеете да се задржувате многу. Свештениците, каде најмалце се задржувале во светилиштето? Каде? Каде влегувале еднаш во годината? Така е. Тамо не смеш да боравиш многу време. Ева не смеела тука поред, можеби неколку квадрати. Бог рекол не. Може да дојдете да гледате, да се восхитувате и вратите се назад. Свештеникот само еднаш во годината влегувал во светилиштето второто и бил врзан со јаже, за да повлече дека е жив, зашто оди во присуство на Бога. И тука во 10 заповеди сатаната ќе сака, ќе покуша да го омаловажи, да го обезвреди, да го жигоса карактерот Божи. И зато тој ќе удри на саботата. А зборот шабат значи одмор, сабота.
И зато читавме, сеќавај се, вели Господ. Шабатот е сабота. Нажалост, денеска мал дел на христијани ја прифаќа ова заповед за да го обожава Бога и во денот саботен. Секако, ние сме кажали порано, денот сам како ден не спасува. Меѓутоа, сепак тој е важен, зашто Бог ставил подпис, Бог го посветил, Бог го бележал, Бог го издвоил од останатите денови. Еве што пише во книгата Недела доаѓа. Ке читаме неколку цитати, тоа е писателот Едвард Рида, ке читаме американски историчари, теолози. Што тие кажуваат за Америка? Еве во книгата Недела доаѓа пишува вака. Белегот на зверот е свесно есхатолошко. Есхатологија, знаете што значи? Идно. Есхатологија за идните на работа. Значи, во иднина, присилно празнување на неделата, наспроти јасната светлост за саботата. Како таков, белегот на зверот е доказ дека карактерот на дадената личност созреал на теренот на спротиставување на Бога. Белегот на зверот е свесно, во иднина, прифаќање на нешто што ќе се издаде како закон, како декрет. И не ќе видиме сега неколку цитати на некои години што се случувало во минатото. Браќи и сестри, во Македонија сега актуелно владата предложи празнување на неделата. Нема врска тоа со белегот. Тоа е локално, од разни други причини. Иако може би во позадина се крие нешто сосема друго, но не треба ние да се плашиме, бидејќи во многу држави имаше такви закони, па повторно се вратија ради бизнисот, ради ова и ради она. Но ние да ги пратиме на станите. Но ќе читаме од каде ќе дојде тој декрет, од каде ќе се појави тоа зло, така да го наречеме, кој ќе се изврши притисок за да се добие белегот над зверот. Овде пишува, белегот над зверот е свесно, есхатолошко, присилно празнување на неделата. И сега прашање за нас големо, како Монте Еверест, планината, кој е белегот над зверот? Кој ќе го добие? Нема да се добие, како овде нова слика што го гледаме. Некој печат на челото, па да бидеме жигосани на раката и така, кога е летно време, одиме на кратки ракави и луѓето гледаат, еве, ние имаме белег или печат. Повеќе пати спомнавме дека зверот е звер. Кој е тој звер? Како да го идентификуваме? Кого он символизира? И зошто воопшто се нарекува звер? Кога ќе кажеме за некој човек звер е, на што мислиме? Какви атрибути му даваме? Лоши или добри? Лоши. Ако велиме сега звер ќе се појави, мора да видиме што тој направил тој како злосторство. Знаете, гледаме на телевизија, слушаме и некој извршил убиство на повеќе луѓе, вели како звер. И да ги видиме сега делата негови. Кои се делата на тој звер? Зверството е тоа што тој звер се дрзнал да го промени Божиот закон, да ги измести тие заповеди и да ги збуни луѓето. Тома Аквински во 13 век еве што кажал, во новиот закон празнувањето на неделата доаѓа наместо празнувањето на саботата. Благодарејќи не на законска уредба, туку благодарејќи на одлуката на црквата и обичаите на христијанските народи. Дали не сега јасно кој стои позади тој звер? Или кој е тој звер? Која е таа тактика? Вели во новиот закон. А постои ли нов закон во Библијата? Не. Тие 10 свети заповеди ги напишал самиот Бог. Но сега тие велат, во новиот закон празнувањето на неделата доаѓа наместо празнувањето на саботата, но не на законска уредба од Бога, од Исуса, туку ние, црквата и обичаите на христијанските народи донесовме одлука, да се празнува неделата наместо саботата. Значи на нешто ненаучно, неписмено, непросветено, на темелите на неотврдени христијански народи, кои повеќе се држале за паганските обичаи отколку за христијанските,
едноставно овозможило да законот биде променет и да се искорне саботата, да се налепи, да се додаде ден кој не е во склоп со Библијата, со Светото писмо. И еве тоа се случило. Ова слика тоа ни го покажува. Римокатоличката црква донела одлука, браќи и сестри. И таа одлука се потврдила на 18. јануари 1562 година, триденски концил. На тој собор, да го кажеме, се донела одлука. Сега, наместо сабота, ќе ја празнуваме неделата. Затоа овде пишуваше нов закон. Со одлука на тие, колку биле таму луѓе, донесена е одлука да се промени празнувањето и да му се наметне со сила на секој оној кој ќе се спротистави на оно што го пишува во Библијата. Гашпар де Фос, надбискуп, ја кажува следнава изјава. Саботата, најславниот ден во законот, променет е во ден Господов. Тие и други слични предмети не престанале да важат благодарејќи на Христовото учење, бидејќи тој вели дека дошол да го исполни законот, а не да го укине. Туку со промена на власта на црквата. Гледате, браќи и сестри, колку дрско, колку ниско ударат во Божиот карактер. И затоа и жигот, белегот, тамо го наоѓаме во 10 заповеди, на жалост. Тие сакат да го замаглат Божиот карактер, да ја откорнат она 4-та заповед и наметнуваат сега со сила, со закон, нешто што Бог или Исус, кога бил на земјава, воопшто не го спомнал, не го кажал. И сега сите они кои го следат овој начин на однесување, односно ова изјава или овој декрет, тие всушност добиваат белег на ѕверот, а ѕверот е Римокатоличката црква, начело со нивниот водач. Значи, сите кои ќе го прифатат првиот ден во седмицата, како 7-ми ден, тие добиваат белег. Не мора на раката. Не мора на челото да се добие печат видлив. Меѓутоа, кога ние свесно ќе прифатиме саботата како ден за празнување, ние добиваме печат, Духот Свети не обележува и не чува. А кога ние ќе го прифатиме првиот ден во седмицата како лажна сабота, тогаш добиваме белег на ѕверот, на жалост. И што се случува сега? Еве, календарот ќе се промени. Знаете, постојат два календара, онај Грегоријански и Јулијански. Разлика е тука 14-15 дена. Меѓутоа, ретко ќе најдете календар кај што 7 ден е сабота. Претежно се обележени со црвено дека неделата е тој 7 ден, иако библиски не стои. Меѓутоа, овој ѕвер, што малце овде темна е сликава, но овде овој ѕвер, подосна ќе го видиме малце, ќе читаме стихови, кој излегува од земјата и од морето. Бидејќи едно јагне ќе биде јагнето и овој ձвер, но за тоа малце подосна. Ова сила во ликот на, спомнавме која црква, ќе почне да се шири низ целиот свет, ќе бара почитување на луѓето и му се поклонија, вели Јован 13:8 во Откровение, и му се поклонија сите жители земни, чии имења не се запишени во книгата на животот при агнецот или при јагнето, заклан од созданието на светот. Гледате, таа сила ќе бара обожавање. Ако не обожаваш милом, ќе биде силом, ќе бидеш присилен. Тој обруч полека се стега во светски рамки. Но, браќи и сестри, Бог ги држи се уште уздите. Да не се сомневаме во Бога. Според ова, сите оние кои ја следат ова ձверка или овој ձвер, намерно, свесно одобраваат да добијат белег. Да добијат белег. Сите оние кои ја празнуваат неделата, наспроти јасната светлост за саботата, го докажуваат својот карактер дека се личности кои се определили да го следат ձверот наместо Бога. И затоа, оние наспроти, кои останале верни, тие се запишани во книгата на животот. А оние кои не се запишани, вели Јован, тие автоматски ќе го прифатат лажниот ден. Првиот ден во седмицата, кој ќе биде нашминкан. Гледате денеска што се зборува, дека денот неделен ќе биде за семејството.
Значи, ќе биде да се релаксираш и духовно, да одиш во црква, ќе ти наметнат со сила да одиш во недела во црква. Се дава една камуфлажа. Меѓутоа, текстот е многу јасен. И му се поклонија сите жители, сите оние кои не се запишани во книгата на животот при јагнето, заклан од созданието на светот. Значи, жигот или белегот е наспроти Божиот печат, а тоа е вечна смрт. И затоа, браќа и сестри, овој белег носи смрт. Опомената важи за сите нас. Ајде го читаме текстот. Кој ќе му се поклони на зверот и на ликот негов и прими белег на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното, од јароста Божја, вино неразводнето, излиено во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред агнецот. Агнецот е тој стар израз за Исус, за јагнето. Димот од мачењето, нивно ќе се издига во сите векови, нема да имаат мир ни дење, ни ноќе. Они што ќе му се поклонат на зверот и на неговиот образ и што ќе го примат белегот на неговото име. Мислам дека овде не треба многу голем коментар. Толку е Јован јасен, толку е Јован ги открива работите. Нажалост, денеска се повеќе и повеќе таа личност која е символ на овој звер му се поклонуваат. И може би несвесно го примаат тој белег. И кога сега светлоста ќе продре во нивните срца, ако тие ја прифатат таа небесна светлост, го прифатат Бога, Христа, и оваа вистина за Божиот печат, можат на време да излезат и да се преориентират кон Бога, кон Христа и да бидат запечатени за вечен живот. Зошто оваа зверка е наречена звер, браќа и сестри? И тука одговорот не е тежок. Ако одиме во Стариот Завет, ако одиме во книгата Данилова, во 7 глава, и во 2 глава, таму ги има оној голем кип, знаете, со 4 елементи, но сега во 7 глава, Данило гледа една друга слика, како од водата тука излегуваат познати животни. Значи, го гледа лавот, и тој символ за Вавилон, потоа мечка, Медоперсија, леопардот, Македонија, и сега звер со железни заби ја символизира Римската империја. Тоа се тие познати 4 категории на настани, на држави, на нации кои се случиле во минатото. Но после сите овие историски сцени се појавува нов звер или нова зверка, која едноставно има своји посебни белези. Таа била откриена од Јован. Јован, кога бил на островот Патмос, ја добива таа гледка, таа слика, и еве што вели. Потоа застанав на морскиот песок и видов како од морето излегува звер со 7 глави. Значи, тие 4 поминале, сега Јован на сцена гледа нов звер. Тој звер има 7 глави, 10 рога. На роговите негови имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. Зверот, кога го видов, прилегаше на леопард. Нозете му беа како кај мечка, а устата како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. Сите белези, браќа и сестри, над преходните зверки, едноставно ги има некои сличности и ова нова зверка, но сепак ова се разликува од останатите што претходно беа спомнати. И сега што се случува? Ова нова зверка што Јован ја гледа, необична, нема опис. Ајде, прво ја споредил со лав, потоа, знаеме, со рис, со ова, со она, познати животни. А ова гледа и не може да ја назначи со некое познато животно во негово време. Но текстот е сега многу силен. Тогаш ја отвори устата, захулине против Бога, за да го похули името Негово, живеелиштето Негово и оние што живеат на небото. Кој живее на небото?
Koji žive na nебото, braći i sestri? Bog i njegovite angeli. Gledajte сега, ta sila, ne samo što je zborova protiv Boga, tuku i protiv onih koji se so Boga. I mu se dade da vojova protiv svetite i da gi pobedi. Koji se tije svetiji? To se luge hристияни преку сите векови, koji sakale verno da mu služat na Gospoda. I така da, jednostavno, i tuka toj ke se drzne, i podosno ke vidime tekst, odnosno slika, kaj što bile frlani vo razni jami hristijanite, bile progonuvani i jednostavno ubivani. I na rogovite njegovi imaše 10 kruni, a na glavite njegovi bogohulni imenja. Očigledno, braći i sestri, ova zverka ke se pojavi v jedan period koga rimskata država ke bide srušena i nekoj ke nasledi ova sila. Evo slikava koja ni go dobližava toj ambijent kada što hristijanite bile kako frlani vo tije katakombi, vo tije areni, kaj što im bile pušteni životni laovi i svi oni koji ostanali do kraj verni život odgubile. Međutim, Bog znal дека to nivno seme, ta nivna krv koja ke bide prolejana, ke bide blagoslov i seme na mnogo drugih hристияни войнина koji ke se rodat i ke go prihvatat Hriста. Ovde se случува нещо интересно, бидејќи читавме текст кај што пишува на роговите него имаше 10 круни така натаму, се случува нещо интересно. 1798 година, на 22 февруари, Наполеон со својот генерал Бертие ќе го зароби папата Пие VI. Според откровението, браќи и сестри, тогаш римокатоличката црква ја губи својата сила, својата власт, добива, како што вели текстот, смртна рана. Еве таа сцена кога е фатен папата и однесен во затвор. Меѓутоа, тука не завршува таа сила. Да, ќе има едно време на пауза, но Библијата е многу јасна, прецизна, кога зборува за таа сила. Дека повторно тој мали рог ќе се појави, дека таа смртна рана ќе биде зацелена, дека повторно ќе оживе таа сила. И едноставно, еве што Јован гледа. Еве го текстот. Односно, да читаме предходно теологот Рич што вели. Тој нов звер можеме да го идентификуваме како Соединетите американски држави. Марвин Максвел во книгата Апокалипса, имаме на наш македонски превод, вака вели. Дали сме подготвени да го препознаеме тој нежен символ со рогови како во јагне, кој во Јовановата визија излегол од земјата, од релативно и ненаселено подраче, од новиот свет, некако во време на француската револуција, во време кога морската звер, слична на рис, ја добила својата смртна рана. Која нација единствено ги задоволува сите овие услови, се прашува Максвел, додека истовремено ја игра улогата на водечка нација во светот? Одговорот е многу јасен. Соединетите американски држави. Расел Барел вака вели. Овие три основни белези јасно покажуваат дека вториот звер го представува подемот на Соединетите американски држави. Појавувајќи се после војната при крајот на 18-тиот век, Соединетите држави се осамостојуваат околу 1798 година. А во исто време, кога првиот звер оди во робство, Соединетите држави се родени не во Европа, туку на новиот континент. Значи, првиот звер е папството, добива смртна рана. Вториот звер изгледа како јагне, има два рога. Овде читавме пред малце. Нежен, така, неже символ, со рогови, како во јагне. Но всушност тоа е една имитација, бидејќи вториот рог означува нешто сосема друго. И еве уште да прочитаме. И така пред нас стои нова нација, Марк Финли вели, република која се појавува без крал околу 1798 година, на ретко ненаселено подрачје, украсено како јагнето со невиност и слобода, која би земја на светот апостол Јован можел да
опиш, освен Соединетите американски држави. Според ова пророштво, Соединетите држави ќе ги приморат сите оние кои живеат на низината територија да се поклонат на некој вид на папство. Црквата и световната власт ќе соработуваат во оваа држава. И сега ова е интересно. Силната рака на државата ќе биде употребена да наметне знак на папската моќ обожавање на неделата. И затоа, браќи и сестри, ние навистина се ближиме со големи чекори кон завршницата, но се уште не е крај. Кој ќе биде крајот, ја не знам, Бог знае. Но овие настани се пред нас, треба будно да ги следиме. Зошто од таму, преку океан што се вели, ќе дојде тој знак, ќе биде наметнет тој знак од папската моќ, обожавање на неделата. И сега што е многу важно за нас, Божиот пророк Елена Вајд еве што кажува. Кога празнувањето на неделата ќе биде наметнато со закон и светот кој ќе биде просветлен во поглед на обавезниот карактер на првиот ден за одмор, тогаш секој кој ќе ја прекрши Божјата заповед и покаже послушност или лојалност на уредбата, позади која не стои авторитет поголем од Рим, на тој начин повеќе ќе го почитува папството отколку Бога. Тој покажува почитување на Рим, сила која насилно наметнува установа која ја воспоставил Рим. Овој цитат од големата борба. И продолжува. Кога луѓето кои ја отфрлуваат установата, која Бог ја поставил како знак на неговата власт и наместо неа ја почитуваат она која ја Рим избрал да биде знак на неговата врховна власт, тие ќе го прифатат знакот на лојалност на Рим, белекот на ѕверот. Гледате, браќа и сестри, што е белек на ձверот? Прифаќање на лажната сабота. На првиот ден во седмицата. Но тогаш, кога тоа прашање ќе биде јасно изложено и луѓето ќе бидат јасно наведени да се определат помеѓу Божите заповеди, они кои ќе продолжат во престапите ќе примат белек на ձверот. Ете, доаѓаме до крајот на ова размислување. Доаѓаме до она што е многу важно да го разбереме. Дека Божиот печат, браќи и сестри, е прифаќање на седмиот ден. Ден кој Господ го посветил, ден кој Господ го открил во својата реч. А прифаќање на белегот е прифаќање на првиот ден во седмицата на неделата. И затоа Господ да ни помогне. Овде пишува во Откровение, сега да не читаме поради времето, но може да се ги забележите овие текстови, пишува таму во 13-та глава, 16 и 17 стих, вели таму и мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови, ќе им се врше притисок со смртна закана да го прифатат првиот ден на обожавање, а тоа е неделата. Ќе бидат превземени економски мерки за да го добиеш тој белег. И затоа таму вели не ќе можеш да продадеш, не ќе можеш да купиш. Денеска тоа на еден современ начин ќе се стегне тој обруч. Пишува Откровение 13:17. Не ќе купиш, ниту ќе продадеш, освен оние кои ги имат белегот, името на ձверот и бројот на низините, името на нејзино. Добре, ќе сестри, не треба да се уплашиме. Бог кој досега го водил својот народ, тој ќе го води до крај. Бог со своите ангели ќе направи невидлив одбранбен зид околу тебе и мене. Но само ако му бидеме до крај лојални, ако му бидеме до крај верни на Господа. Сатаната ќе покуша преку овие сили да наметне свој авторитет. И тоа преку законот, рековме, Божиот печат е во законот, но и жигот е тука, и белегот, сатаната сака да го камуфлира и да го обезвредни Божиот карактер. Но Бог е тој кој нема да дозволи ти да го добиеш тој белег на ձверот, ако останеш на негова страна. Ако останеш верен, таму вели апостол Павле, верен до кога? До самата смрт. Ние знаеме дека ова смрт е поминлива, дека ова смрт е сон според Божјата промисла. Но важно е да му дозволиме на Бога тој да не сочува, да не го приеме тој печат, тој жиг,
неделата е жигот, браќа и сестри. Кога ние свесно ќе прекршиме во умот, ние добиваме тога што е белек. Но кога свесно ќе го прифатиме Божиот печат, а тука рековме авторитет, територија, тука е името Господово. Господ да не чува во овие тешки времења. Господ да не чува од тие разни теолошки расправи кои се водат, да ги бираме и да го тоа се поминуваме низ призмата на Библијата. Нека Библијата ни биде тој компас, водеч во нашиот живот. Да не дозволиме сега кога сме при крајот. Павле вели, трката е свршив, но и верата ја запазив. Тоа е битно. Може ние трката да ја завршиме, но верата да ја изгубиме. Апостол Павле со солзи во очите вели, жал ми е што мојот соработник Димас му омиле светот и се врати повторно назад. Браќи и сестри, што ќе добиеме? Белек над зверот значи да биеш вечно изгубен. За сета вечност. Белегот е само потврда на отворено непријателство кон Бога. Наспроти белегот е Божиот печат. Тој е знак кој ќе го добиеш ти и јас по пат на праведноста Божја и вистината. Наше тоа да го прифатиме, да го отвориме своето срце и вратата ни се отвора. Ако ги има овој печат, вратата за вечноста ни е отворена. Па да се случи смрт. Што ја се случи? Ништо не ни може. И затоа, на крајот, еден текст кој би го ставил на срце на секој од нас. Пред вас ставам, Бог вели, живот и смрт, благослов и проклество. Ја би го тоа парефразирал. Белек над зверот или печат на Бога. Што ние ќе прифатиме? Што ние ќе дозволиме да биде ставено на нас? Ние одлучуваме. Вакцината не е Божи печат. Вакцината не е белек над зверот. Затоа може да зборуваме во друга прилика. Меѓутоа, ние зборувавме денеска за Божиот печат и за белегот над зверот, белегот на смртта. Господ да ни помогне да го изабереме животот. Нека му е вечна благодарност на Господа што тој ни открива вратата, ни отвара и таа врата е отворена и не очекува еден ден и ние да поминеме и да каже добри и верни слуго. Во колку си бил верен? Во малку. Бог толку бара колку ние што може да поднесеме. Ајде, влези во радоста на мојот Господар. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.